Добро вечер, гледате уште едно издание на 24 анализа. Завршува уште една учебна година. Реформите во образованието недостасуваат. Од сите реформи кои што се најавува, единствено е укинато екстерното образование. Кој го изготви новиот закон, нацрт закон за основно образование, кој што го промовираше министерот за образование Арбер Адеми. Дали и какви промени нуди? Вечерва во телевизија 24 за реформите во образованието, апропо оно што се нарекува големи политички игри, кога е во прашање лобирањето за добивање датум за преговори, мислам дека треба да се вратиме малку на оно што е вистински проблем во земјава, тоа се образованието и здравството. Ние овој пат се решивме за образованието. Добро вечер за ќе почнам Наде Молеровиќ, директор во Основното училиште Гоце Делчев во Скопје. Добро вечер. Центар. На 4 во Скопје. Ленча Алексовска, Величковска, декан на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Добро вечер и за вас, добро вечер и за професорот Зоран Велковски, Институт за педагогија при УКИМ. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Ајде да почнеме со вас, господине Молеровиќ. Знаете отприлика што содржи новиот нацрт закон за основно образование? Јас морам само должам едно објаснување кратко. За оваа дебата го побаравме министерот за образование Адеми, меѓутоа ни кажа дека ќе бил на пат. Побаравме исто така некој да ни посочат и од УНИЦЕФ, бидејќи и тие на презентирањето или на промоцијата на новиот нацрт закон стоја заедно со министерот Адеми и оттаму не испратија ниту од ОЕЦД, како се види тоа, кои што го прават законот за образование или кои што ги прават анализите. Побаравме некои од бирото за образование, некако молк од сите страни, и мене ми е чудно зошто кога треба да дебатираме, кога веќе имаме нацрт верзија на некој закон, на некој законско решение, не дојдат да поразговарате со луѓе кои што практично се практичари. Јас денеска на мејл добив некакво известување, односно барање се пополни некаква анкетен прашалник и да се изјасниме по однос на реформите кои што престојат. Не успев да го отворам, бидејќи денеска во дополнително други активности, меѓутоа секако следам што треба да се случи во образованието, освен она дека од септември ќе има намалување на бројката на паралелките од 20 до 30 ученици, која што сепак е една добра препорака. Сметам дека така и треба, иако јас можеби сум заложник да биде малку и помало од 15 до 20, бидејќи навистина таа бројка треба. Друго што се однесува до промените и реформите во образование, се слушам со вас дека ние како ФЕЛА треба малку повеќе да се вклучуваме лично, секој од својот аспект, да дадеме своји забелешки и да се организираме секој во рамките на своите асоциации. Јас знам дека постојат во држава асоциации на одредени групи, дали се професори по англиски јазик, историја, физика и така натаму, кои што имаат своја асоциација, колку е тоа плодна и колку е издржана нивната активност, за да тие кажат и да донесат некои своји предлози, метки. Тоа не сум запознаена, мојата асоциација се уште не ме повикала на таков разговор. Ќе разговараме малку подоцна околу тоа, вашите практики, кога е во прашање основното образование. Величковска, оно што јас лично како граѓани се залагам, бидејќи тоа ми недостасувало и мене како дете, ако може физичко да има секој ден. Точно така. Ние, кога ги слушнавме овие дел од реформите, навистина бевме задоволни, искрено, во однос на делот што се однесува за физичкото образование, затоа што не дојде случајно. Значи, тука морам да кажам дека зад овој проект кој што всушност влегува во системот сега, зад овој проект стојат стотици луѓе. Значи, беа консултирани Биро за развој на образование, беше консултиран Филозофскиот факултет, Институтот за педагогија, Педагошкиот факултет Скопје, значи деканот Емил Сулејмани, и така всушност почна и целата приказна. Ние направивме еден проект преку Националната агенција за европски прашања, за програми на европски програми, и проектот беше токму за тандем наставници. Ние го добивме проектот, значи и Брисел и Националната агенција го препозна ова и следеше посета на нашите партнери, тоа се словенците и бугарите. Отидовме таму, ги посетивме, бевме еден мешан состав, значи и од Министерство за образование, и експерти од сите овие институции, значи беа повикани и практичари, и советници по физичко образование, и го видовме токму тоа што всушност ние и го промовиравме преку проектот. Значи, сега ќе видам пластично. Влеговме на час по гимнастика. Двете
тандемот, оделенскиот наставник, имаше само гестикулација крива рака и одеднаш дечињата се редат во една редица. После тоа, на еден плесок, тие прават круг и тогаш нашиот професор почнува да вежба, значи професорот по физичко почнува да вежба, неминовно е да вежба, затоа што се тоа дечиња од 7 до 10 години, се на конкретно ниво на мислење, значи ако го погледнеме когнитивниот развој, така да мора да се демонстрира. Кога професорот по физичко демонстрира, оделенскиот наставник оди и ги коригира децата. За мене што беше импресивно. После загревањето следеше една вежба од 24 деца што беа во класот, на атлетска одскочна даска и шведски сандук, кој што е висок, можеби негде 1 метар, со суножен скок, они сите ја правеа таа вежба, значи скокаа на шведскиот сандук, буквално сите дечиња од 6 години. Денес нема такво нешто? Денеска многу е тешко. Значи... Вие знаете зашто, кога вие видите се пријатно изненадена, да. Вака кога зборувате, ние така вежбавме, мојата генерација, јас не сум многу стар, ние така не изгледаше час по физичко. Да, знаете Мислам, зашто? ние точно знаеме кога се постројуваме и кога види кој први, втори, точно знаеме која вежба. Ќе се вратам малку подоста, сакам да го вклучам. Да. Професоре, едни реформи започна министерката Десковска и некако како се најавува, се работи, јас знам дека бевте многу луѓе беа вклучени. Одеднаш се добива впечаток како тоа да не важи и имате впечаток сега као па дај сега невладини организации или ќе ни го реформираат образованието. Сега се обидувам да вулгаризирам. Тоа зафаќа еден процес на градење на образовна политика, знаете. Ние 91 навака промашивме тука при градењето на образовната политика, основните принципи на низиното градење ги напуштивме. А таа се гради во еден судир, конструктивен судир помеѓу практичарите, значи наставниците, науката и носителите на одлука, државните органи. И во таа тријада се креира со јасно вклучување на заинтересираните страни. Овде мислам дека веќе подолго време забораваме да ја градиме таа образовна политика онака како што треба. А зашто? Многу се причини за таа работа. Многу се причини. За мене првата причина е што Македонија не успеа до ден денешен да ги мобилизира, да ги детектира и да ги мобилизира сите нејзини капацитети во различни сектори. Значи да детектира што е таа предност што ја има во образованието, кои се тие луѓе, кои се тие институции. Во здравството, кои се луѓе, кои се институции. Некако имаме празен простор тука. И тој празен простор се искористува од многу заинтересирани страни, кои се дозволуваат да креират политика, да дават сугестии. Сугестијата е убава работа, знаете. Меѓутоа лошо е ако таа сугестија не помине низ одредени филтри на проверка, дали се добри, дали не се добри препораките, какви може да бидат последиците, затоа што да се разбереме со деца не се игра. Не се експериментира со деца. Значи, имаме искуства ни светот како се прават реформи успешни и како се правиле неуспешни реформи. Тие кои ги предвиделе сите можни пречки, станале успешни реформи. Тие кои адхок се носеле, станале неуспешни реформи. Мислам дека сме премногу мали како земја да си го дозволиме тој луксус да останеме во еден празен простор, да се дистанцираме од сите наши капацитети, човечки, институционални, кои може да дадат придонес во сите области во развојот на државата, а се препуштаме на некоја стихија, на повремени интервенции, кажувања од надвор, од внатре и креирање на образовна политика. Кој тоа креира образовна политика? Образовната политика државата ја креира, да се разбереме. Меѓутоа не сте вклучени вие како практичари, како научници, како што ја знам. Јас ви реков тријада постои. Практичари, наставници, научници, научни работници. Да, но ние, извинете, период имаме, се не знам дали ќе се согласите, меѓутоа имаме една, јас мислам дека имаме една загубена генерација. Повеќе загубени генерација. Воведовме деветолетка, воведовме Кембридж, тој може би е идеален за некаде, меѓутоа јас не знам колку тој Кембридж функционира кај нас, уште повеќе што родителите реагираат. И сега некако повторно како да се турка тој
Кембридж таков каков што е? Да. Реагираат децата? Знаете што, ние, Тоа например... беше тормозење со тоа екстерно Да, оценување. дефинитивно. Значи, екстерното, дефинитивно, јас јавно сум зборувала, беше еден од најпромашените процеси кои што направија голема штета врз сите нас, највеќе врз децата. Ние можевме да направиме такво тестирање, доколку би ги тестирале наставниците, да се изјаснат што е тоа што тие по одредени прашања, доколку сакаме да осознаеме што е тоа што е како слабост и да ги чуеме практичарите, бидејќи тие најдобро знаат што се случува долу. Значи, доколку на нас на наставниците им е поставено такво прашање, што вие сметате, што ви се проблемите, како вие би го тоа решиле, што сметате дека треба да се промени, што сметате дека треба да се иземе, што би додале, што би одземале. Еден таков тип на прашања, доколку ги поставиме кај сите, па ги собереме сите тие информации, ние можеби ќе добиеме една рефлексија што нас, односно што на практичарите им недостасува. Малку јас ќе си кажам дека ние како практичари, тоа често пати го кажам и на моите наставници, ние како фела во моето училиште сега сме пишувале писмо до бирото каде што сме се изјаснувале, јас сум им викала наставниците во делинската настава да се соберат на својот актив и да кажат кои се нивните забелешки по однос на реализирањето на Кембридж програмата. Тие тоа го направија и ние сме си пратиле до бирото чисто информација, меѓутоа знаете бирото не реагира. Она што е како институција која што треба да биде, да го има оној советодавен дел, каде што ќе врши и обука на наставници, каде што ќе ги следи, каде што ќе ги расти, ќе ги негува наставниците, затоа што јас сметам дека ние се од оној момент додека не сватиме дека наставничката професија всушност е таа која што е клучна каква иднина ние ќе изградиме во оваа држава. Доколку немаме капацитетни и заинтересирани наставници, кои што вистински ќе си ја сакаат својата професија, за која што ние пред малку зборувавме со професорот додека бевме горе, знаете, кога вие ќе направите во државата дека наставничката професија е престижна и која што ќе биде конкурентна, каде што ќе дадете високи плати, каде што не може секој да отиде на наставничката студија да биде секој студент, туку да има одредени критериуми, значи стандарди кој се може да биде наставник. Оној момент кога денес из Македонија, јас не знам, можеби грубо одсекаме на 30% не би им дал да. Па не сте Мишко, вие единствено што тогаш, значи за жал, ако па затоа и ние зборуваме, знаете кога ќе треба да завршите упис на прво оделенци, да видите ош како се слуша гласот, кој наставник е добар, кој не е, родителите прашуваат, ама тоа може државата да го направи како систем на проверка, чек, нели, да ги чекира, да види кои му се кадрите, оние кои што се добри, затоа што човечките ресурси, особено наставничките, се клучните, ако ние сакаме државата Македонија да не биде како што треба. Инаку вака, вие знаете кои се добри наставници. Тие што ќе излезат на митинг. Значи, јас апсолутно се оградам од вашиот заклучок, затоа што секој точно така, значи тоа е нивната одлука, Мишко, тоа е апсолутно што не е вред. Како вие гледате на оваа ситуација? Ние спомнавме и со професорот, ние имаме веќе промашени и тоа како промашени генерации. Друга тема е кога влеземе во тоа што учат децата. Видете. Имам впечаток, ево професор овој за вас нека биде ќе одговори. Имам впечаток Болоња. Па таа Болоња не значи дека ние сега треба како студентите да одговараат и да заокружуваат, да нема никакво усмено одговарање. Мене ми е тоа, не знам, еднакво на дебилно, како А, Б, С, Д, сега, значи, тамо не пишува дека ние мора Болоња да ја прецртаме, може би Болоња функционира некаде, кај нас функционира, некој друг систем функционира. Видете, значи, јас прво исто како експерт, како личност, не знам, раководител и така натаму, да, ќе потрошам време за анализите што биле претходните години, меѓутоа нема да си ја потрошам целата енергија во плачење како било и што било, туку ќе дадеме, ќе понудиме нешто ново, нов систем, нови можности, всушност, впрочем, и оваа реформа... Е затоа што не, добро. Нешто правиме повторно истото го правиме. Ако Кембридж се покажал дека не чини, чуму сега ние повторно се лепиме кон тој Кембридж. Биле правени анализи, кој ги правил анализите? Видете, ние сега еве например за оваа реформа, сега што говориме околу физичкото, ние буквално се подготвивме и комунициравме и имавме огромен терен. Почна се од барањето на родителите. Почна од јавно здравје кога излезе со 60 до 70% деца со деформитети,
кои што тие деца утре треба да станат граѓани на оваа држава. Имаме гојазни дебели. И имаме трето дете, секое трето дете е условно со зголемена телесна тежина, со дијабет и така натаму. Значи беше апелот до сите авторитети и политички и експертски дека мора да се направи некоја промена системска, затоа што ние ваквиве истражувачи, научници и така натаму, ние всушност тежнееме кон општествена вредност. Така да они што го донесува во однос на физичкото образование, овој систем за мене има општествена вредност, затоа што тие деца сега ќе добијат една друга настава, една друга спортска навика, која ќе ги направи всушност овие деца успешно да чекорат во погорните фази. Добро, како изгледа час по физичко денеска? Може ја да се присетам кај нас како изгледаш и во основно и во средно. Може би од прво до четврто не, во средно се сеќавам дека ние прво тромесечие не знам имавме што знам кошарка, двочекор, ракомет, одбојка и така натаму, па имавме скок со пречки, да, сите со пречки, имавме верувате. ѓуле, имавме гимнастика, не знам сега што прават децата на физичко ако го имаат во. Знаете што? Значи има разлика. Ова се нови деца, нова генерација, ново време. Ние сме живееле во друго време. Ние сме живееле кога сме играле на улица, џами, народни и така натаму. Ние сме имале моториката. Чекайте, во Словенија што прават? Имаат гимнастика. Во Словенија, значи вака сега во Словенија пред 15 години они го предвиделе ова. Дека ќе нападне компјутерската технологија, децата дека ќе седат дома како што седат. Значи нашите деца не излегуваат надвор. Значи цело време се на мобилни телефони. Кога направивме анализа и да направиме проценка тие како се движат, сите имаат лошо држање. Ви имате едно погоре рамо, едно подоле. Значи тоа е веќе дијагноза на сколиоза. Така? Имате Така е. Така е. Апсолутно е тоа. Значи ние ама апсолутно ние сме во праксата. И сега знаете што, ние една година пилотиравме за ова да се донесе. Значи, ние веќе пилотиравме една година во 5 училишта и на 26-ти ние ќе имаме една голема конференција, не само да го кажеме бенефитот теоретски. Децата ќе вежбат и ќе покажат по што тие се разликуваат од другите деца кои што не вежбаат плански, по секојдневно, значи вежбата, физичката вежба да биде средство за потигнување на моторичкиот развој. А ќе се надоврзам, викаме психофизички развој. Знаете, ако го разгледаме развојниот период на детето, па ние почуваме со сензомоторна интелигенција од 0 до 2 години, значи имаме моторика уште на почетокот. Ние исто, министеркава од Труд и социјала, исто така бевме таму на разговор да кажеме дека уште во предучилиште мора да се децата да вежбаат, затоа што тоа е биолошка потреба на секое дете и на секој човек, тоа е култура на живење. Веќе не е тоа, знаете што, ова не е, да кажам, победа на институција, победа на личност, ова е победа за здравјето на децата. И јас сега тоа ми дава шанса дека овој систем верува во нешто. Значи, ми дава шанса дека може и понатаму со ваков стручен кадар, научен, значи да се инволвираме, да направиме, да се направат промени. Верувајте, за ова предлог што е донесен за физичко, ни еден не беше против. Ни една политичка партија, ни едни политички авторитети, сите беа за. Сега министерот Арбер Адеми сега го предложи, претходно и министерката Рената Десковска беше, значи кога отидовме да разговараме за прв пат кај неа, беше воодушевена од проектот. И она даде тогаш, се сеќавате, тука гостуваше во емисијата, даде најголема поддршка. Значи точно кажа, не е случајно. Имаме аргументи кои што не смееме да ги прескокнеме. На крај на криштата не сакав да слушнам нема пари. Значи тоа за децата нема пари, децата имаат цена. Така да затоа ние вака го доживуваме. Никој не каже нема пари. Па не претходно зборувам. Ова требаше да се направи многу порано. Професор, вие се смешкате. Постојано. Овој модел што Ленче за кој зборува е прекрасен. И тој беше составен дел и од онаа група Десковска што ја формира, нели? Тоа беше составен дел од нашиот предлог што го дадовме и затоа што цврсто верувавме во него, а пилотирањето ги покаже резултатите дека сме биле во право како така. Ми е жал што нема никој од бирото за образование. Да, добро. Втора работа, спомнавте Болоња. Нигде. Пример го земав. Седно. Нигде, на ниту едно место не пишува, нити е дадена препорака да студентите се оценуваат со тестови за знање. Тоа си е наша креација. Ние сме такви луѓе, си носиме одлуки, ведуваме иницијативи
И велиме според Болоња така треба. Но тоа не е така. Затоа што јас имав еден текст, има на конференција зборував за лошо читање на Болоња. Едноставно го немате тоа таму. Втора работа, во тој предлог што го дадовме ние, таа група што го изработи, сега е на стендбај. А не гледам просто зашто да не се продолжи понатаму. Чека сега ова некоја друга група правеше некој Не, за законот не знам кој го правил, морам да признаам. Јас зборувам за предлогот на групата Десковска што ја формира, која зборуваше за растретување на учениците, која зборуваше за една поинаква физиономија, поинаква архитектура на основното образование, која поиде од детектираните слабости кои веќе вие ги кажавте, затоа што имавме ние страшни последици од одлуките за екстерното оценување. Едноставно, наставниците, бидејќи тие преку екстерното оценување беа оценувани, ги форсирава учениците што е можно повеќе да меморираат, за да можат на тестовите после да дадат добри резултати. И вие едноставно ја го уништувате процесот на учење. Тогаш учениците идат во ширина, не идат во длабочина. Се создава меморирањето е основната работа која е крајниот резултат. Меѓутоа се запоставува, се форсира пасивност наместо активност, се форсира меморирање наместо флексибилност и оживотворено знаење кое ќе има одраз во реалниот свет. Содржините се главните носители на образовниот процес, наставникот е само трансмитер кој пренесува оно што во учебникот го пишува, учениците се тие што треба да меморираат. И кога ќе добиете таквиот, кога ќе се оствари тој процес во праксата, тогаш имате лоши резултати. Кои ние се чувствуваат во средното образование, ги чувствуваат наставниците, затоа што доаѓаат од основно образование ученици кои имаат проблеми со писменост елементарна, го чувствуваме ние на факултет уште повеќе се чувствува сето тоа и јас би рекол, вие прашавте, меѓутоа јас не сакав да го узурпирам времето, долго и на широка е работата. Не само што државата промаши во детектирање на капацитетите, на кој може да се подпре во развојот. Суштината на проблемот е во предучилишните. Уште во градинките. Суштината на проблемот е таму. Со 15, 17, колку е, сега званично 15, мислам, според Министерството за труд, може би грешам се извинам, меѓутоа не е 20, офат на деца во предучилишно, значи имате 80% кои не се офатени. И воведувате реформи во основното и велите, ќе ги зголемиме часовите, ќе ги зголемиме содржините. Зашто? Затоа што децата во градинките, тоа во предучилишните установи се веќе подготвени. Да, тие 15%, што правиме со оние 85%? Нашата група токму тоа го потенцираше. Оваа година, првото деление, не е истото деление што беше пред 2005 година. Затоа што ако се зголеми на 9 годишно основно образование, а не требаше, затоа што во стратегијата пишуваше годината пред поаѓање во основно училиште да стане задолжителна, а не основното образование да стане 9 годишно, значи требаше градинката да стане задолжителна, за да успееме поголем офат да имаме во тој дел за повеќе деца да имаат фер и еднакви стартни основи кои ќе стартираат. Таа програма што беше од прво одделение, порано, а што ја посетува ученици од 6,5-7 години, се спушти долу да ја посетуваат ученици од 5,5-6 години. И ние постојано укажувавме на тоа. Ние затоа и го предадовме предлогот со намалување на часовите таму. Затоа што таму треба предучилишна програма да се реализира. Таму треба да доминира физичко, треба да доминира уметност, треба да доминира играта како основен принцип. Тоа е забавишки практично. Тоа го зборува. И сега ние зборуваме за прво одделение. Кој е прво одделение? Кој е прво одделение? Па погледнете ги, компарираат со финска, со скандинавска, па со 7 години поаѓаат во училиште. Нашите деца со 5,5. И сакате такви програми да се реализираат кај нас. Напротив, дури еве финска која земете ги кинува предметите, иде на целно ориентирана настава, интегрирана, она што ние го предлагавме, меѓутоа не во тој обем, затоа што знаеме дека не сме финска. Затоа што знаеме дека за тоа треба подготвени наставници кои се во финска се магистри на науки, да се разбереме наставниците. Наставниците таму се меѓу најплатените. Ние дизајниравме програма која се одветствуваше на возраста на учениците.
Кембриджот како Кембридж, добар е можеби за Англија, добар е за кај нас. Кембриджот е проект. Кембриджот е проект. Лично мене, ако ме кажете, јас би го укинал веднаш. Ама не покажа некои резултати. Па, знаете што? Реагира и родителите. Зошто упорно го прашајте ги на Зошто упорно го разговарам се на наставничка. Добро, зошто упорно се форсира тој Кембридж? Зошто бирото може да имаме слух на тоа, меѓутоа знаете што јас пак ќе кажам, ние наставниците, наставничката фела не е доволно гласна. Таа не умее да се избори, ние не умееме да се избориме сами за својата професија, затоа што можеби не знам колку не сме свесни колку нашата улога на вистина важна во образованието и нашиот глас. Ако наставниците лично ги искажуваат своите забелешки, а треба тоа да го прават, што ви реков на ниво на своја на ниво на асоциација. Прво од тука, ако сакаме било какви реформи да спроведеме, јас би ги прашувала и би форсирала со закон да функционираат асоциациите на наставници. Затоа што тука е првичниот дел. Знаете, ако сакате вие да добиете промени на било која програма, вие ќе одите во разговори со работка со тие асоциации. И тие ќе бидат мерило што е тоа што не треба и тоа што треба. Ама ние треба да бидеме повеќе гласни, ние како да се плашиме да зборуваме. Особено не да се спротивставиме на нешто за што сметаме дека не е добро. Ако сме наставници кои што треба да кажеме јасно и гласно што е тоа што нас ни пречи, ние треба да се организираме и тоа да го кажеме. Што ни пречи, како наставници? Еве конкретно вие сте, ако можем така да кажем, модел за идентификација. Многу од ученици ве обожуваат. Што е еве конкретно вие како кои што воведувате нон-стоп некои нови пристапи кон предавањето? Знаете што? Како треба да изгледа? Еден наставник прво треба да биде изградена личност која што ќе има сигурност, ќе има самодоверба во самиот себе. Тоа е првата работа. Второ, да ја сака професијата бескрено, да ја свати улогата колку е важна неговата улога како ментор, како човек кој што ќе го води детето низ образованието, кој што треба да му покаже како да учи, а не што да учи. Него како тоа што треба да го учи, што е како програма, на кој начин полесно ќе го научи. Да му ги пронајде талентите, зашто е талентирано. Не се сите за спорт, има некој што е за нешто друго. Некој можеби е, значи јас имам пример во училиштето дека не е ученикот екстра да знае се. Јас посебно ги респектирам тие ученици, зашто имаат посебна дарба. Ама е првак во Европа во шах. И се вие знаете со оценки ќе му дадеме ние на него тројки, наставниците нема да проценат дека тоа е капацитет, дете кој што ние треба да го буткаме, да му даваме крилја, да го поддржуваме, да му помагаме тоа во што е добро да стане уште подобро. Значи на децата ние како наставници треба да им бидеме еден модел на луѓе какви треба да бидат. Она што недостасува е воспитната компонента Мишко во образованието. Ние имаме деца, што вели професорот од 5,5 години, знаете какви деца доаѓаат со 5,5 години? Неподготвени. Од дома неподготвени што е тоа училиште. Родителите исто така колку умееле да направат својата родителска улога онака како што знаат најдобро, ги носат во училиште кои што не знаат физиолошките потреби самотено да ги вршат. Па замислете ви една учителка со 30 деца кои што се на таа возраст од 5,5 години и треба дали да го однесе едно или две деца во тоалетот, дали да ги остави овдека сами. Ме разбирате, тоа е премногу ризично. Значи, нашите родители, нашите деца, нашите наставници треба да знаат тие деца со 5,5 години што им е на нив потребно. Емоционалната интелигенција не им ја даваме да ја учат. Зашто? Затоа што ние емоционално, содржините од таа емоционална интелигенција, ние прво како личности не сме се ги совладале добро. Кога ќе ги совладеме, кога бирото за развој ќе води на вистина една таква политика, каде што ќе има план што ќе прави, на кои наставници ќе ги следи, да се ги испита ресурсите каде ги има, кои му се капацитетни наставници, а не да се плаши да ги повика, затоа што нека ми проснат, меѓутоа во бирото за развој вие имате советници кои што излегле директно од факултетите, доаѓаат право се советници. И сега вие тој советник ќе дојде да советува наставник кој што има 30 години искуство, па тој нема да дојде на теренот, затоа што ќе се соочи со својата, да не речам неспособност, со својата неизрастнетост до функцијата. Не знам каде се. Кои што биле претходно таму. Не знам да кажам, јас се прашувам, значи не знам каде се. Во бирото се, не знам каде се. Системски. Се ние сме го промашиле цел еден концепт и затоа ќе имаме изгубени генерации. Не би рекол, ние сакаме фами да правиме и сакаме да уживаме во фамите. Најверојатно така ни е подобро, да тешиме самите себе си.
Станува збор за системски интервенции и едноставно воведување на професионализам во работењето, да се разбере. Бирото има капацитети тоа да го прави. Можеме да генерализираме. Меѓутоа, ако погледнете, знаете колку е широка оваа тема, ја понекогаш се обидам да најдам зборови за да ја синтетизирам. Не е само бирото, тука и Центарот за стручно образование. И едната и другата институција, едната е во основното образование, двете се во средното образование. Вистинската улога нив им е лошо поставена. Тие, самото име зборува советник, значи треба да советува. За жал, ние секогаш сакаме да контролираме, да бидеме контролори. Државниот просветни инспекторат да контролира, општинските просветни инспектори да контролираат, бирото да контролира, Центарот за стручно образование да контролира. Јас поставам прашање, па добро, кој ќе им помага на наставниците, кој ќе ги советува? Па да, погледнете ги законите, така е. Знаете, и со веќе децении го зборуваме истото. Јас бев директор на бирото едно време. И сакав, тоа беше педагошки завод на времето. И сакав вистински да ја воздигнам таа советодавна функција. Па, добро, знаете како иде, се менуваат партиите, се менуваат и директорите. Да, не сум јас партиски, меѓутоа... Не, ве разбрав, сакав да кажам дека политика во тие дејности најмалку не би требало да има. Образованието е стратешка дејност. Во образованието може само консензус да има. Не би требало да има политика воопшто. За жал, ние во 91 година се бориме со политика. Професор, извинете, вака, но мислам дека стана бизнес веќе и тоа. Апсолутно, знаете, ако веќе заработувате од образование, институциите за образование се профитни институции, значи нешто не е во ред. Нешто очигледно е трува во целата таа работа, затоа што образовните установи обично се донирани со средства, тие не печалат средства. Иако печалат на поинаков начин. Сега има други трендови низ Европа и свет, сите се пуштени по барање на странски ученици, странски студенти, од таму пари. Меѓутоа да не навлегуваме во тие теми. Да го детектирам ако може проблемот. Значи, постојал еден систем во таа некогашна Југославија кој што колку толку давал резултат. И од една се срушува се како, зошто? Како се срушува? Како доаѓаат неспособните на... Знаете, кај Хегел, диалектиката со прелявата валканата вода и детето која се изфрла. Едноставно влеговме во еден друг свет. Ма не можеме да импровизираме во здравство и во образование. Затоа ни се случува ова што ни се случува. Не можете да импровизирате, знаете. Меѓутоа ќе импровизирате се до тогаш додека образованието не го земе својот статус кој треба да го има во државата, што значи да биде еден од стратешките приоритети каде што имаме меѓупартиски консензус и каде што немаме расправа. Јас постојано го зборувам тоа. Престои 10-20 години на Тајланд канибализам владе. Меѓутоа првата реформа е реформата во образованието, а сега Тајланд кој е? Значи, ако вие го поставите образованието во еден од врвните приоритети во државата, тогаш нема да ги имаме импровизациите. Затоа што поставите врвен приоритет, значи поставувате и врвен професионалци да го водат. И тука нема играчки. Нема играчки со таа работа. Меѓутоа, ако го ставите образованието како еден сектор кој ни е убаво, зборуваме постојано за него, по митинзи, на телевизија и така натаму, меѓутоа во практика не правиме многу, туку правиме парцијални интервенции, кои не можете во образование парцијална интервенција да правите. Сега ми текнало ќе воведам, што ја знам, одредени иновации. Затоа што образованието е поврзано. Не случајно реков од предучилишно до факултет, тоа е еден зинџир, тоа е еден организам. Не можете во делови да интервенирате. Значи морате да имате фактички одговор на едно просто прашање кој е тежок одговор, а тоа е што сакам да направам. И отварате многу теми ке треба да се расплинуват. Па ви кажав, ова е страшно проблематика, тешка проблематика. Знаете, секое прашање има свое зошто. Точно се знаат кои се причините, ама буквално за се. Точно. Добро, и зашто не се решава? Па ви кажам, затоа што образованието не е приоритет. Знаете,
Образован човек, ова спомнувате за основно образование, па ја земете го и средно, на крајот напишете и факултетите. Вели, образование не е само квантум на знаење. Ако тој квантум на знаење не се издигне од просто нагомилување на сирови факти, тоа не е образован човек. Ние од 91 година зборуваме за квантуми на знаење. Интервенциите во учебниците како се правени? Правени се со тоа што редукција, да, меѓутоа станаа годините, фактите и имињата, каузалната поврзаност исчезнува. Му давате на детето да го научи, освен на памет не може поинако да го научи. Создава анимозитет кон училиштето, создава анимозитет кон предметот. Почнува да го мрази училиштето. Зошто? Затоа што неумно се интервенирала. Ние кога зборувавме, велевме следново, од најрани години учете ги децата да идат во длабочина, да го оживотворат тоа знаење што го стекнуваат на училиштето. Знаење стекнато во училиште, општите идеи, ако не ги препознае во реалниот свет, тоа ви е само еден робот кој има квантум на знаење, кој со тек на време ќе го заборави и ќе дојде на факултет и ќе си имаме ние како професори проблеми после со нив, па дури сега честно исклучоци има прекрасни деца. Меѓутоа не генерализирам за сите, да, меѓутоа имате случаи каде што има сериозни фаленки во вокабулар, да се разбере. Каде што имаме проблеми начинот да изрази мислата. А тоа се учи во првите години. Никако се заборава за да се потикнува креативност. Креативноста кај дечињата, уште од предучилиште, па понатаму, значи да самиот наставник да биде посветен. Значи буквално да ужива во својата работа. Тоа е основен предуслов да тие работат со љубов во својата професија, да немаат стравови, дека не знам ќе дојде некој инспектор и ќе ги провери дали ја дале они целата содржина и така натаму. Значи она што кажа директорката и воспитната компонента тука влегува заедно со креативноста. Затоа што учењето на навиките, дали се хигиенски навики, дали се спортски навики, дали се процес на учење, дали е процес на вежбање и така натаму. Мислам дека тој дел недостасува во целата таа вертикална проодност. Значи, морам да кажам, не сакам исто да генерализирам, се да кажеме дека бирото сите се најлоши, имам таму прекрасни луѓе. Не сакам да кажам дека мојата институција, во секоја институција има луѓе кои што се повеќе или помалку посветени и така натаму. Значи, јас верувам во еден систем, верувам еве во овие луѓе секогаш што сме се дружале, што сме правеле, навистина реформи, цели, се со цел за подобро на дечињата. За да се смени некој систем, ама во тој систем да има многу љубов и да има многу потикнување и креативност и децата да немаат аверзија за училиште, туку баш да доаѓаат слободно да размислуваат. Па тоа е најголемата добивка. Кај едно дете да го пуштите да размислува онака, да слушнете што размислува и тогаш ќе дознаете всушност што се случува и во семејството. Затоа што да не го заборавиме и семејството. Родителите тие вие основна клетка и за ама сега имаме тука еден да не отидеме сега, па да биде нели детето е светост, тоа веќе историјата покаже дека не е така, меѓутоа со еден умерен пристап се сложува креативноста. Знаете, кога прашал Аристотел што е двигател на цивилизацијата, тој рекол љубопитството. И сега ја поставам прашање, колку се негува љубопитството од предучилиштето, како сакат и до факултетот? Па сето тоа ви колку зависи ние наставниот работиме кадар. на тоа? Ме разбирате од наставниот Па не, кадар? ние не работиме, јас имам впечаток дека не работиме на ништо. Па не работиме, кога треба да меморираат. Ама се е до Нормално, наставникот, учат учебникот на господин. памет. Се е до наставникот. Ако ние посветиме внимание на наставникот како личност, како карактерни особини кои што ги негува и какви карактерни особини треба да негува, кои вештини тој самиот треба да ги има во себе. Па децата препознаваат кои наставници ги разбираат, со кого можат да разговараат и да надминуваат некакви проблеми. А имате со некои наставници кои што наставниците буквално се опонираат со децата, се наоѓаат на истата релација, да се докажуваат се докажуваат кој има авторитет поголем, кој треба повеќе да се почита. Значи, јас ви кажам, јас сум поборник дека ако сакаме образование како што треба, прво и било каква реформа да сакаме да поставиме, било каква образовна реформа, без реформа на менталната свест, на одговорноста на наставникот, на ликот на наставникот, ние ништо нема да направиме. Можеме да донесеме најубава реформа, да не биде убаво напишана, да имаме планирање, да идеме со рокови како ако немаме реформа на наставникот,
како лик, како човек, како ментор, како некој чишто треба да биде рол модел на децата на кого ќе му се воодушевуваат. Ако тој потикнува интересни теми кои што се на нив личи, ако самиот наставник знае, па знаете што ние во денешно образование овде и на Балканот и само кај нас, ние образуваме деца за нешто што нема да постои кога тие ќе станат возрастни. Значи ние ги образуваме, им даваме некакви си знања кои што се неприменливи за професии кои што ќе исчезнуваат додека тие станат возрастни. И замислете каде сме го изгубиле ние времето во образование, во едуцирање, што сме направиле. Освен што не сме ги направиле да бидат децата фрустрирани, учејќи нешто што тие тоа не им е блиско, ниту го разбираат, ниту се прашуваат, па зошто да го учам ова, не ми треба. Добро, на што реагираат највеќе децата? Знаете што на што децата највеќе реагираат кога треба да учат нешто што не сакаат да го учат, односно што знаат дека не им треба, не им требаат податоци кога некој нешто се случиле. Тој на интернет ќе го кликне тоа. Него му треба наставник кој што ќе го поттикне да размислува зошто тоа нешто се случило. Ај ти кажеш зошто се случило, а не кога се случило. Ние за прашањата, ако сакаме да зборуваме во училиштата, не поставуваме, значи, инструментите прашалник, многу слабо ги употребуваме од типот на прашалници, кои што се длабоки, кои што се вистински, да им ги поставиме на децата, за да размислуваат. Тука е. Се мислам дека почива од ликот, стручното совршување, следењето на наставникот и негова понатамошна стручна едукација. На што реагираат децата? Затоа што многу родители мака видео. Мислам дека родителите учат заедно со децата. Си удира глава во зид. А они не треба да учат. Заради тој Кембридж кој што бил толку убав. Не карикирам, ама знам дека луѓе нешто системско е прашањето, знаете. Не можете ни да очекувате од наставниците да биде супермени, да се разбереме. Знаеме во кое време живееме. Точно е, треба да се бара квалитет во подготвување на наставничките кадри, меѓутоа тоа ќе го добиеме само кога наставничката професија ќе стане атрактивна професија. Со други зборови, ќе треба да се плати. Затоа што, знаете, многу често го слушам она треба од љубов да работат. Денеска никој работат од љубов, меѓутоа брзо се заморуваат. Значи, кога реков образованието да биде еден од приоритетите, мислев пресе треба и финансиски да се поддржи. Апсолутно. Да. Само така можеме да бараме после. Така. Инаку се додека наставничката професија не е атрактивна професија, ќе имаме слаби ученици кои ќе сакаат да бидат наставници затоа што не успеале на друго место и така натаму, а не најквалитетните да ги имаме. Знаете, ја не сакам да справам како споредба со други земји, тоа е страшна селекција за наставничка професија. Сакам да кажам, од 1000 луѓе дали 10 ќе се изберат. Па ние треба да идеме по улица да ги молиме да станат наставници, затоа што кој сака за таа плата да работи. Да. Знаете, треба да создадете услови. Еве, во законот предвидува намалување на бројот на ученици во клас. Апсолутно го поздравувам сето тоа, иако и јас исто би го спуштил, затоа што педагошкиот норматив е 15 до 20 ученика. Ајде да не се споредуваме со Америка, таму на 15-20 ученика работат 2 наставници во исто време. Да речеме, еве, еднаш ќе работи, ама добро, и ова е некој напредок. Меѓутоа тоа, знаете, веднаш ви провлекува после проблеми на терен. Дали имате капацитети за тоа? Значи, треба се направат капацитети ако немаме. Дали имаме доволно наставници? Ако немаме, да се вработат. Иако мислам дека имаме и превработено за образование, меѓутоа тоа е моје мислење. Секоја одлука си има своји последици понатаму. Законот е таков како што е донесен. На јавна расправа претпоставувам дека ќе има добронамерни сугестии. Секоја сугестија е добронамерна, не се сложувам да коментарот од типот невладените ни круат политика. Невладените, ја граѓанскиот сектор го сметам за еден од поважните сектори. Невладените тоа не да биде клучен сега да ви игнорираат ситуација да во ниеден случај не може да биде клучен, затоа што одлуката се знае која носи. Меѓутоа, секоја сугестија, секој добро искуство, секој проект кој покажа одредени резултати е драгоцен ако се земе и аналитички се посматра.
Аналитички. Така е. Тоа е клучно. Аналитички се посматра, затоа што само на тој начин можете да извлечете позитивни искуства како што да интервенирате во образованието. Ја знаете зашто велам тоа? Не ме владени во тој, затоа реков можеби прв вулгарно. На крилјата на тој граѓански сектор, ако сакате со помош на тие големи фондации, вие носите Кембридж програма. Таа Кембридж програма после известен период вас ви вели дека 1/3 според не знам кој е тамо пиза како се вели тоа, ви се имате функционално неписмена младина, имате дека повеќе од 50% од младите во Македонија ви се неписмени и сега значи тоа не дало резултат. Или јас сега, ако одам уште по-вулгарно, треба да го свртам дека бизнис е во прашање. И за да го скучиш Кембридж и за да го растудиш Кембридж. Карикирам. Значи, еве не успел Кембридж. Значи, анализите ви покажаа дека 50% имате неписмена младина и вие сами знаете како доаѓаат на факултет. Мене мој професор на факултет ми вели вашата 6 е денеска 10. Да. Зборам за пред период од 10-15 години. Не, тука треба само секунда. Не е Кембриджот проблем. Доаѓа и си оди, не е проблем. Имаме многу поголеми. Етосот на образованието го изгубивме. Онаш Песка го кажа, што сакаме преку образованието. Какви деца, како младина сакаме. Ние можеме да зборуваме колку сакаме креативни, флексибилни, имагинарни, љубопитни и така натаму. Да, меѓутоа тоа на хартија го пишува, ако погледнете ќе го најдете сегде по закони, ќе го најдете во документи, во стратегии ќе го најдете. Објективизацијата на тие идеи е проблемот кај нас. Што ние направивме за тоа што мислиме дека сакаме да го оствариме. А за тоа ќе ви треба уште едно 4-5 емисии од Не, ние да го правиме работата, да направиме, да тргнеме од некаде, да правиме мала пауза за реклами, па се враќаме назад. Добро дојдовте назад, гледате 24 анализа на тема реформи во образованието. Наши гости Наде Молеровиќ, директорка на Основното училиште Гоце Делчев, општина Центар, Ленче Величковска, декан на факултетот, може див да кажам, многу, професор Зоран Велковски институт за педагогија при УКИМ. Професоре, колку се земени во предвидот, бидејќи рековте дека бевте дел од тие, она што сте го правеле со Рената Дескос, како не се лажам претходно, земено нешто во предвид во овој нов нацрт закон или такво нешто не можете да го очекувате во законот, затоа што тоа е, например, сега наставниот план и програм кој ќе се прави, тоа е акт на министерот, така да тоа не е составен дел од законот. Законот само ги дефинира организационите форми. Иако тука не е ништо земено, меѓутоа се уште сум оптимист. Да. Мислам дека има простор многу, затоа што цврсто верувам во тој предлог. Што го изработивме, нели, таа е една голема група представници скоро најрелевантните институции во Македонија, затоа што идејата беше вистинска. Нема време да ви ја објаснам, меѓутоа точно поаѓаше, се почитуваше возраста на учениците, се беше засновано на не сирово знаење, туку оживотворено знаење, на целно ориентирана настава, не на учебник, значи не беше поентата учи го учебникот, научи го на памет, туку едноставно тој ти е еден од многуте извори на знаење, затоа што ние форсиравме таков пристап, учениците да бидат внатре, да излезат надвор, настава надвор да имаат, предвидувавме повеќе време за одмор, особено во помалите оделенија, како се зголемува прво, второ, трето оделение и оптоварувањето постепено да расте, а не да биде со вакво оптоварување како сега прводеленците, што се тие 2 месеца не знаат кај се наоѓаат, не се ни прилагодени, а веќе почнуваат со настави по математика, по јазици или други работи. Значи, појдевме од таква идеја. И оптимизм. Мислам дека има уште простор за понатаму, затоа што тоа се други документи, законот е закон, јавна расправа е, секој може да си каже што е, дали е добар, дали е лош, нели, секако и нашата институција ќе го каже, како поединци ќе го кажеме, дали ќе ги усвојат нашите, би рекол, сугестии, не знам, ние не сме носители на одлуки, наше е да кажеме, а од другите зависи дали ќе го прифатат тоа или не. Како треба да изгледа, од каде да се почне, од ово предучилишно, што го кажа професорот Велковски?
Да, апсолутно. Значи, ние рековме, уште со самото раѓање на детето, кога станува социјално битие, значи од биолошко социјално битие, значи веќе мора да се инвестира во него. Од секојков аспект. Меѓутоа, мислам дека претходно како што разговаравме и дебатиравме, дека нели го пишавме наставникот со креативност, со љубов, со опуштеност и така натаму, другиот сегмент кој што мора навистина да се реши е она што го кажа професорот, а тоа е мотивираноста на наставниците. Добро, овие морам да загубени кажам. генерации за кои што зборуваме, може нешто да се поврати или? Јас тоа предавам на универзитет. Предавам образование на возраст. За жал, Long life learning. од Има време. Маргарет Тачер Има време. наваму образованието на возрастни се економизира до крајности, така да луѓето поинаку го разбират, поинаку го сваќаат. Тоа возрастни тоа е, значи, стекне квалификација да иде да се вработи негде. Не е така. Образованието е глобален систем. Тука се и деца, и млади, и возрастни. Сите заедно се. Нема одвоено образование за возрастни, образование за мали, образование за деца или младинци. Тоа е врзан систем. И кога го гледате системот, морате интегрално да го гледате. Напомнав и преска, не можете парцијално да интервенирате. Оне и Ленче што го кажа, мотивираност на наставникот, услови за работа, право е тоа е база. И после таа база ја градите. И тогаш можете да барате што сакате. Но државата треба да знае што сака. И да ве Државата перцепира треба да како ги- вредност. Токму така. Како вредност Токму така. мора да ве перцепира. Значи, како универзитетски професор, како оделенски наставник и така натаму. Значи, малце е изгубена вредноста. Извинете, значи, зборуваме ние за високо образование. Ние, да, доаѓаат студенти. Меѓутоа, знаете што еден универзитетски професор, извинете, значи, со 33.000 денари, многу е невкусно. И сега ние како менаџери треба, значи, да собираме што повеќе студенти, за да можеме сите проблеми што ги имаме да ги покриеме и зашто не се најде еден нов систем, значи универзитетски професор во сите држави е на врвот на пирамидата. И тој искрено ние и кога беше и Рената Десковска кога беше професорката министерка, ние дадовме и одредени сугестии од другите земји. Значи еве сега морам да кажам отворено. Универзитетски професор во околните земји зима негде околу 1500 евра, кај нас е 33.000 денари. Значи, ние прво во тој процес на вреднување во пирамидата, ние сме најдоле. Значи, кога зборуваме за онаа мотивираност. Па за тие наставници исто така треба екзистенција. Не за професорите и наставниците во средна, Да, и за наставниците нив во зборувам. основно и во за сите, воспитувачите. за целиот, не само универзитетските професори, значи за наставниот кадар, мислам, треба да се направи една сериозна анализа, затоа што само така можеме да одиме напред и така може децата, родителите да не перцепираат како едукатори, како луѓе кои што директно влијаеме врз развојот на нивното дете. И во однос на воспитна, и во однос на емоционална, интелектуална компонента и така натаму. Во спротивно, целиот тој систем се руши. Ја мислам дека ние треба да менуваме веројатно една комплетна матрица, не е само ова универзитетска, научна, наставна фела, кога политиката ќе ги земе работите во свој раце, го имате ова што се случува. Не е лошо само кај вас, исто и во медиумската фела, и затоа се случува ова што се случува. Имате вие факултети на секој, ќе имате денеска просветен инспектор кој што утврдил не знам кои функционери дека напредувале, што ја знам, од доцент во вореден професор неправилно, па закани и така натаму. Ние мора да се расчисти, мора политиката мора политиката да направиме некако да ги тргне рацете од сите од оному каде што не треба, затоа што ние како луѓе некако сме склони да и сами да се подметнеме. Дали за вработување или за било што. Како треба да изгледа според вас едно основно образование? Едно основно образование? Па знаете, треба да изгледа децата... Ми нервира деветолетката, не знам зашто. Па добро, ние веќе се навикнавме, иако и јас се сложувам дека децата веќе со 7 годишна возраст, 7,5 години се се идеални да почнат во училиште, затоа што тогаш веќе се подготвени од своите родители дома, како први едукатори, нели, социјално и така натаму, и подготвени зрело да влезат во оделение. Значи, нашите деца што сакаат? Сакаат преку игра и преку
интересен, интерактивен начин да стекнуваат знаење. Нашите ученици сакаат да бидат почитувани заради тоа што се такви какви што се. Нашите деца сакаат да бидат почитувани исто и од своите родители и да бидат почитувани особено од наставниците. Сакаат нашите деца ние да ги препознаваме нив како потенцијал кој што треба да се развива. Јас мислам дека основното образование, можеби од малите нозе се уште не, меѓутоа од основното образование веќе ние треба како нивни едукатори да препознаваме во нив кој зашто има дарба, каков е неговиот потенцијал и да го па да ви кажам, ние веќе гледаме дека имаме доста кои што потикнувајќи ги со овие наши активности постојано охрабрувајќи ги во тоа што го прават, дека треба да продолжат да го прават доколку го сакаат и доколку се чувствуваат дека се нели среќни со тоа што го прават, да го прават. Мислам дека се насочуваат помалку и може да ги препознаете, да им ја дадете елементарната оној ветер во грбот. Сакаат да добиваат самодоверба, нив им недостасува, знаете, охрабрување од нас возрастните, дека тие како деца можат се, доколку тоа што го прават, сакаат да го направат. Ние треба да ги охрабруваме и да им покажеме дека веруваме во нив. Нив многу повеќе им значат тие работи. А вашата филонаставничката е единствена или? Мислите во кај мене во училиште генерално? Не, генерално, да. Или тешко таа политизација време ќе знаете, биде јас не би зборила да дека се они поделени по политички основи. Мислам сега дека не се толку по политички основи. Не, знаете зашто ја прашам? Пазите, ви имате ситуација кога високи функционери и Груевски кога запишува со тој од ВМРО и со некој од СДС, па во општина Центар, па не ги запиша во исто училиште за да не се гледа на родителски. Не знам дали се сеќавате еден таков случај кој што е многу, како да ви кажам, нешто апсолутно банално. Пред 3-4 години, меѓутоа ете се покажува дека политиката и тоа како директно влијае кај. Ама знаете, тоа е сепак и содржината на човечкиот ум, да кажам, зашто ќе разговарам, каде сакам да одам и зашто сакам да одам, дали ќе бидам таму или вамо, тоа е малце нешто што за јас не го разбирам така, за мене тоа е несвојствено, нели? Мислам, ја не го прифаќам дека ради тоа што е сте единствени кога е во прашање, бидејќи таа генерација кои што навистина сакаат го сакаат тоа што го работат, има и луѓе кои што не го сакаат тоа да го работат, меѓутоа знаете што, тоа кога не сакаат да го работат, децата многу лесно и брзо се препознава кога наставникот доаѓа и не сака да го работи тоа што треба да го работи. Јас би сакала повеќе да кажам што правиме ние со оние наставници кои што работат навистина многу посветено. Значи имате наставници кои што спроведуваат во текот на целата учебна година толку екстра часови, многу повеќе од она што го држат часовите редовни и во наставни, дополнителни, додатни. Меѓутоа имате наставници кои што она пожртвувано даваат се од себе да го придржуваат ученикот во било кои во наставни активности, дали било сабота, недела, и тие не прават проблем. Што да правиме ние, како да ги наградиме тие наставници? Ние. Значи имаме решението, знаете кое е? Да му дадете приоритет, ако треба негде да се патува по некој семинар, да му го наградите со дополнителна едукација, да му дадете некој слободен ден повеќе од она што е, затоа што е работел многу повеќе од било кој друг. Али дефинитивно платите, да, ајде сега да не зборуваме, јас сум директор на училиште, имам 30.000 плата и замислите се со 30.000 плата, моите наставници земаат од 21 до 24.000 денари плата, со мислам тоа е на вистина 508 деца имаме. Да, треба да бидат спремни за средно образование. Па ние се трудиме да ги спремиме на вистина, меѓутоа ни треба поддршка дефинитивно во смисла на она стручно насочување, професионализам, каде, како, што и така натаму. Ќе морам да повикам на уште на дебата, ви благодарам што бевте дел. Не знам колку успеавме да доловиме, меѓутоа еве да почнеме како видите професоре вие од предучилишната, да не одиме многу фронтално на повеќе. Од таму да почнеме, па ќе стигнеме до некаде перспектива. Таму е изворот, ако имаме некој слабо место во системот таму, од таму после се генерира нагоре. Така. Јас мислам едукација на родители дополнително ми дозволите. Значи едукација на родителство заеднички со децата од предучилишна, па како следат натаму и родителите да се едуцираат дополнително како што би требало и наставниците. Ви благодарам што бевте дел 24 анализа, ќе ве повикам повторно кога веројатно ќе го имаме некоја верзија и јавна расправа најоколу на што е нацрта закон за основно образование. Вам почитувани ви благодарам што бевте со нас, останете понатаму со телевизија 24.